Нови паркови и зелени површини ќе се градат во општините Штип и Гоце Делчев во Бугарија, како дел од проектот за позелен пограничен регион. Со ова се предвидува двете општини да добијат поголеми зелени површини, со што ќе се зачува чиста и животната средина. Проектот е предвидено да се реализираат активности кои што ќе резултираат со изградба на паркови во општините Штип и Гоце Делчев. Конкретно Центарот за развој на Источнопланскиот регион како партнер во овој проект ќе има задача да реализира, односно да изработи стратегија за зелена инфраструктура за двете општини, акционен план за реализирање на активностите, обуки на општинската администрација, јавните предпријатија, граѓаните, невладиниот сектор за подигнување на свест. Ова е втор прекуграничен проект кој се реализира со општина Гоце Делчев од Бугарија. Предвидено е нов парк во населбата 8 ноември, но и парка и бањата Кежовица на површина од 18 хектари. Дополнително и општина Штип ќе учествува со сопствени средства во низ за проекти, со што градот годинава ќе добие зелена трансформација. Повеќе од 280.000 евра се предвидени за парковни површини преку овој проект на 3 локации. Повеќе од 1 хектар практично ќе имаме зелена површина, уредена парковна површина. Дополнително ние како локална самоуправа за оваа година од сопствени средства предвидуваме финансирање на низ за проекти во рамки на таа зелена агенда. Знаете дека денови веќе започне изградбата на мега паркот покрај практично булеварот Партизанска, кој што е на 70 површина од 70 хектари. Веднаш до него е едниот парк кој што денес ќе се започне со активност. Дополнително паркот Кртеке ќе биде проширен со авантуристички адреналински парк кој што ќе има исто така зелена површина. Тоа е практично проширување на тој парк. Во општина Гоце Делчев пак ќе се работи на реконструкција на плоштадот Македонија и уредување на паркот кој се наоѓа таму. Кај нас ќе биде обновен и реконструиран плоштадот Македонија. Тоа е местото пред нашиот културен дом, заедно со целиот парк кој треба да биде обновен. Ќе се работи на воведување на нови содржини за прошетка, за забава и одмор кај граѓаните. Во оваа приоритетна оска беа одобрени 5 проекти со вкупен износ од 4,1 милиони евра. Сите 5 проекти во изминатиот период започнаа со имплементација и се очекува да бидат завршени во наредните 2 години. Очекуваме Министерството за локална самоуправа учествува со 15% кофинансирање на целиот проект и очекуваме да се исполни очекувањата од овој проект за позелен пограничен регион, што ќе добиеме заштита на животната средина и развој и отварање на нови работни места во овој регион. Проектот за позелен граничен регион е со вкупна вредност од 860.000 евра и треба да биде реализиран во наредните 24 месеци. Опфатени се општините Штип, Виница, Куманово, Струмица и Крива Паланка.